civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден на сите. Ова е втората панел дискусија, вториот јавен настан кој го организира Цивил денеска. Се работи за една вонредна тема, вонреден јавен настан, но пред да ја најавам темата која е стожер на овој вонреден настан, јас би сакал да соопштам неколку зборови, неколку тези кои се однесуваат на веста која дојде непосредно пред почеток на настанот. Во исто време сум информиран и контактиран од неколку членови на Собранието на Цивил и други раководни тела на организацијата и должен сум да пренесам една првична реакција по која ќе следи и соопштение на организацијата. До нас дојде веста дека министерот за надворешни работи Бујар Османи во својот стратешки совет или како веќе се нарекува ги броил и имињата на господја Валентина Божиновска и господинот Срđan Керим. Особено што се однесува до господја Божиновска, која ја запомнивме многу добро по нејзиниот говор за долгите ножеви во декември 2016 година и почетокот на протестите во кои главен изговор беше токму тиранската платформа. Многу е чуден овој потег на министерот за надворешни работи, а се разбира и за господинот Керим, кој остана запаметен по своето разорно дејство врз македонските медиуми во времето кога тоа можеше да го прави, и заради тоа имаме обврска и како Организација за човекови права и слободи и како граѓанки и граѓани да погледнеме малку посериозно и пофокусирано на оваа одлука на министерот за надворешни работи. Тоа би било нашата првична реакција, се разбира со повеќе и информации и ставови кои ќе ги договориме, односно ќе ги составиме во најскоро можно време, најверојатно до утре, ќе излеземе и со соопштение со наш став и мислење за оваа одлука. А сега да продолжиме со нашата редовна програма. Како што кажав, ова е втори јавен настан на организацијата во текот на денешниот ден. Претходно зборувавме за мултикултурализмот и европските вредности во македонските медиуми. Мојот колега Дехран Муратов во последен момент ме покани да учествувам на таа панел дискусија. Навистина сум благодарен за тоа. А сега одиме со вонредно најавениот настан кој носи наслов Говорот на омразата во политиката. Како еден од домаќините на овој настан би сакал да признам, редно е да признам дека бев инспириран сушност од разговор со нашиот прв гостин денеска за да ја организираме толку брзо оваа јавна наша средба на оваа тема, а се разбира најнепоследен повод за тоа е впрочем и едно длабоко сериозно истражување според зборовите на нашиот гостин, кој ќе го најавам за многу кратко, е на оваа организација, на ова движење кое спроведе истражување токму на оваа тема, односно тема која е сродна на тоа. Се работи за истражување, дозволете ми само да го најдам во пораката со неколку зборови опишано од нашиот гостин. Се работи и извинете што ве држам во неизвестност, веројатно камерите уште не го откриле. Се работи за истражување за степен на факторизација на два типа кампања, позитивна кампања и кампања со омраза. Се работи за истражувањето кое го спроведе Македонски концепт, чиј основач и промотор е со нас денеска, тоа е Петар Богојевски, кој ќе го замолиме во првите 15 минути еднаш по оваа најава да направи презентација, да ни каже кои се наодите од ова истражување кое го
најавуваме, а потоа отворам дискусија во тој и се разбира во малку по фокусиран контекст за говорот на омразата во политиката. За таа цел ги поканив моите драги колеги Дехран Муратов од Цивил и новинарот Зоран Иванов, кои ќе дискутираат потоа за овие теми кои ќе ги отвориме на самиот почеток. За повели... Благодарам на најавата, благодарам на можноста. Како се приближувавме до оној зацртан крај на следење на таа негативна или кампања на омраза, така често дискутиравме кој ќе биде најсоодветен медиум каде што можеме тоа да го презентираме. Бидејќи Цивил медија е позната во јавноста, се обраќа на оние луѓе кои имаат изграден сериозен сенс за граѓански права, особено за говорот на омраза, мислам дека ја погодивме работата во нерв, за да може тоа да добие вистинска факторизација во јавноста. Сигурен сум дека сме на вистинската линија, на вистинскиот канал и би започнале веднаш со, ако може, со прв слайд. Да, вториот, ова ни е воведот, насловот. Тоа социолошко истражување на македонски концепт го именувавме како причини за пад и раст. Произлегува на база на нашата дилема за остварените изборни резултати од претходните избори и она кое не очекува во наредна кампања. Премена истражување беше користење на говор на омраза во политичка кампања. Искористени се начинот на анкета со интерактивна компонента, комуникација, значи, со публика и со луѓе кои се заинтересирани на темата, за да се зголеми интересот на одговорите, и искористена е внатрешна и надворешна комуникација, што значи дека искористено истражување внатре меѓу членовите на македонски концепт и надворешно со јавноста. Можеме да одиме. Почетна позиција со која се компарираат сегашните резултати е февруари 2020 година, на кои резултати се забележани или евидентирани од веќе спроведени во тој период пред изборни професионални истражувања при подготовка на кампањата 2020 година на наша нарачка. Ги правеа две реномирани куќи. Понатаму искористена е како извор Facebook Analytics на две фан страни, на македонски концепт и мојата лична фан страна. Понатаму анализа на ставовите на кандидатите за пратеници во тоа време и временски ограничено е на активна кампања од 2020 година 60 дена. И исто така, ова анализа која правевме 2021 година за омраза се 60 дена, за да имаме одржлива компарација на растот и факторизацијата на позитивната и негативната кампања. Што е суштинско за кампањата 2020 година, се сеќавате сите, беше можеме ли нормално, таа започна така, ова што го носам на мене, беа 40 дена воведна кампања и 20 дена ефективна кампања последна шанса. Таа кампања се базираше на целосно афирмативен пристап, позитивен говор, еуфемизми, вокабуларот беше повеќе од политички коректен, дури и не враќаше на напади, ни на степен пониско ниво, за да не се дозволи да се извалка кампањата со ниту 1% негативен говор. И можете да одите надоле. Еве ги, ова е само да се запознаете, се сеќавате на уникатноста на кампањата, беше стрип кампања, единствена и прва до сега во Македонија од таков карактер, илустрирана.
со низа проекти кои се однесуваа на секојдневните проблеми на граѓаните, вклучувајќи ги и животните, вклучувајќи ја животната средина, вклучувајќи ја финансиската стабилност на земјата, борба со корупцијата, владење на правото, сончева субвенција, проектот за јазиците на Македонија, каде што за прв пат во историјата застанавме за тоа дека не треба да бидат само македонскиот и албанскиот јазик, службени јазици треба да бидат и турскиот, ромскиот, босанскиот, српскиот, бугарскиот и така натака. Се сеќавате на Не сте сами, тоа е грижата за самохрани родители, спорт, банкарскиот систем, реформите во финансиите, да ова е така од чисто подсетување на таа позитивна кампања. Можеме да одиме надале. Интервјуата со кандидати за пратеници, таа е она внатрешна комуникација. Тоа е оној дел кој резултираше со номинирање на самите кандидати и нивните лични платформи или програми, бидејќи не сакавме да наметнеме ние врз нив програма, него таа програма или платформи да излезат од нив, и направивме анкетен прашалник во кој секој се изјасна како ја гледа кампањата понатаму. Сите се изјаснаа за афирмативна и позитивна кампања, сите излегува со некои решенија кои произлегуваат највеќе од граѓаните од средините од кои што доаѓаат тие кандидати. Бојата на кампањата беше така направена да не се судира да не се поклопува со бојата на ниту една политичка партија, и тоа не беше многу тешко, бидејќи сите политички партии имаат црвено-бела боја. Не ни беше многу страшно тоа да го завршиме, и имавме, тоа го кажав, иновативна стрип кампања. Значи тоа е она што го имаме од внатрешната комуникација. Можеме? Следно. Ова е првиот резултат. Сега јас не ќе можам тука да го видам, ако може да ми помогнете околу бројките, бидејќи и да го пренесете на голем екран. Раст на македонски концепт на парламентарните избори 2020 година. Ние на тие избори се сеќавате дека настапивме со политичка поддршка на партијата СДУ, зашто сме многу благодарни, но растот или презентацијата на кампањата беше чисто иновативна, или чисто под брендот македонски концепт. Она кое можеме да го... Само момента е технички да го видиме ова. Ова е од веќе анализата на интернет кампањата. Значи имавме интеракции од, ако ја земиме еден поен како нулта точка, имавме раст во текот на кампањата првите 10 дена 1,5%, или вкупен раст на целата кампања, замислете изборна кампања, со позитивна кампања 2,59%. Пораките кои пристигале на нашата интернет кампања, комуникација директна со поддржувачи или со граѓани, пораснала на 51,3% во првиот дел од кампањата или во предкампањата, а додека во самата кампања останала на ниво 20,6%. Коментарите на нашите постови, спотови, она што значи обраќања, лайвстримови, се вкупно, пораснале за 29,8% во предкампања и првите почетоци на кампањата, додека на крај на кампањата опаднале на 18,7%. После имаме компарација со негативната кампања, ова се резултатите на позитивна кампања. Можеме да одиме надоле, после да се повторуваат. Тука често дискутиравме за причините за тој изборен резултат. Дојдовме до првиот дел, падот на електронскиот систем на изборни резултати, каде што никој не знаеше зашто после тоа се случија такви проблеми со изборните резултати и кој ги намести тие резултати. После несоодветно таргетирана публика, несоодветно насочена кампања кон целни групи,
нејасни пораки базирани на анализи, а не на прецизни ставови или заклучоци, односно решенија, непопуларни реалистични ставови наспроти популизам, значи соопштување на вистината на граѓаните визави популизмот и целосна забрана за говор на омраза во текот на кампањата, без право на никого да искористи никаква тип на говор на омраза во кампањата. За разлика од наша конкуренција, која предничеше во говор на омраза во таа кампања. Можеме да одиме на следно. Ова е подготовка за кампања 2020 година. Прво што направивме од внатрешната комуникација е идеалниот гласач или евидентирање на идеален гласач. Второ, прецизирање на пораките преку промена на бојата на кампањата, се воведуваат европската плава боја и се точно се утврдуваат рамка на кампањата, што се брендира таа кампања. Промена на вокабуларот, провокативен, значи веќе се дозволуваат широка лепеза на говор на омраза, не е веќе забранен говорот на омраза, туку се мотивира говорот на омраза, не само што е дозволен, туку и се осмислува и се пуштат говорот на омраза. Понатаму, теми за комуникација се теми со силен интензитет во јавноста, кои предизвикуваат внимание и секогаш е запазен принципот на call to action или повик за акција кон оние кон кој е насочена кампањата, а тоа е во наша мерка или она што го викаат main topic денешните современи политички аналитичари или теоретичари, а во времето се викаше големата лага во времето на Гебелс, тоа е законот за заштита на државноста. И сега имаме тука ситуација на абсолвирани политики. Значи, ние не зборуваме дека не сме за таков закон, тоа е наша политика, да, ние сме за таков закон. Но начинот на кој ние ќе го промовираме законот и ќе ја комуницираме јавноста на тоа, да не биде еден вокабулар културен, еден возражен, еден тивок пристап, него да биде крајно провокативен пристап, кој провоцира реакции. Вклучувајќи и неколку теми, овде споделивме досега што сме користеле, религиозни празници, финансиско крварење, значи такви зборови, крварења и чуда беа забранети во претходни кампањи. Понатаму имаме екипата Мицковски, Заев, Димитров и Груби, може да ќе сакаат, ние одиме во ЕУ и сега може следниот слайд да ги отворам веќе темите. Избравме неколку теми, од кои како теми кои ќе бидат најемотивни, односно ја возбудуваат јавноста, ја мобилизираат јавноста, беше името Македонија, каде што ги избравме двајца соговорници или предмет на недоразбирања, Димитров и Заев. Понатаму Бугарија и ветото, каде што избравме двајца соговорници, Каракачанов и Захариева. Реформите и образованието во делот на учебниците, каде што секако Мила Царовска беше неодминлив момент на дискусија. COVID-19 и здравството, особено делот на вакцините и министерот Венко Филипче, болшевизмот, кој е веќе на широко промовиран во Македонија и тука е неодминлив Апасиев и Левица, и религиите, каде што во поглед на христијанството се користеше ПОА, а во поглед на исламот се користеше разни джихадистички групи во земјата. Имаше уште една тема LGBT. Тука беше многу добро да се искористи овој дечкото што настапуваше на Евровизија. Меѓутоа ја одбегнавме темата бидејќи ќе беше премногу расплинета кампањата и немаше да имаме веќе фокус на темите кои ги комуницираме. Тие се тие теми со високи интензитет и емоции. Можеме да одиме надоле. Како ги класифицираме гласачите? Колку ги мобилизира омразата, колку ги мобилизира интересот и колку ги мобилизира љубовта кон нешто или идеологијата кон нешто. Од тоа внатрешна комуникација и истражување и од она што значи нашиот идеален гласач, утврдивме дека во Македонија интересот мобилизиран највеќе или 80%, тоа е тој клиентелизам.
Но исто така омразата кон одредени групи или омразата кон одредени политики е многу сериозен фактор од 17% визави идеологиите или познавање на идеологиите или љубовта кон некој тип на политики или било што од само 3%. И така ги селектираме како пораки. Ние се фокусиравме по натамошната анализа на само омраза. Значи ги допираме оние 17%. Останатите ги оставивме на страна. Значи не промовиравме десница или левица, не промовиравме разни идеологии, промовиравме омраза кон оние теми кои ги спомнав, 6 теми за кои дискутираме. Можеме следно. Може сега тука да ја пуштите анкетата, само ќе ја поминеме на брзина, да видите дека имаше, да, можеме да одиме со таа анкета, значи одевме од социјален профил на личноста, може да ги вртиш, само не мора да изгубиме време, значи возраста, месечни примања на популацијата, можеме, да, слободно. Место на живење, големи мали градски средини, рурални средини, образование на оние кои се потенцијални наши гласачи, семејно потекло, после тука мислам дека имаше теми кои би ги комуницирале од типот запазени партии Бугарија, Европа и така натака, национален идентитет, филсфаманства, политички профил, дали се интересира за партија или не се интересира, начин на гласање, дали гласа, не гласа, седи дома, како се опишува себе си највеќе, кога би се опишувал со една реченица во политиката, идеолошка определба кон Запад, Исток, САД, ЕУ, Кина, Русија и така натака. И од овој дел, од ова анкета, од таа внатрешна комуникација, ние отприлика ја добивме желбата на нашите членови какви гласачи сакаме. Тоа е тотално различно од она што е таа хейт или омраза кампања. Нашите членови посакуваат да не гласаат образовани, високоморални луѓе, домаќини луѓе, пред се од големите градски средини, луѓе кои немаат интерес од вработување од нас, туку сакаат да ги видат нашите политики на дело, сакаат да видат нешто ново од државата, сакаат да се разликуваат од тоа црно-белото, да луѓето сватат дека има нијанси на сиво, и тоа сето е она кој е желба на македонски концепт. Од она што значи сега кампањата на омраза, темите ви ги кажав, мобилизиравме спаринг партнери, тука ни залетува разни спаринг партнери по нивно убедување. Се појавуваше некој да ни возврати од СДСМ или од ВМРО ДПМН. Ни возвраќа двата бот-центри на двете партии. Возвраќа Левица и низиниот бот-центар, фоловери на Левица. Возвраќа луѓе кои се погодени од нашите ставови во поглед на прашањата за религија и луѓе кои се погодени за нашите ставови за името Македонија, например. Некои го бранат Зоран Заев со омраза на кој му се враќа со зголемена доза на омраза. Значи на неговото едно пцуење ние му враќаме пута 10, на неговото враќање ние пута 100. Тоа е начинот на кој ја будиме кампањата и ги предизвикуваме да дојдеме до строго значи она подигање на чувствителноста на кампањата и одиме само на омраза, закани и омаловажување. Тука нема афирмативна кампања. Има закани, омраза и омаловажување. Еве се кампањата од омраза, кои резултати ги покаже за исто 60 дена, како кампањата за позитивната кампања. Интеракциите пораснале за 30,2% на почетокот, до заклучок вчерашниот ден 39,89%. При тоа морам да кажам дека овие се сериозно редуцирани бројки, бидејќи последните неколку дена ке мене се појави огромен процент на зголемување, што не сакавме да ги земиме во предвид, бидејќи темата религија па предизвика чудо од лавина на појачување на ефектите на кампањата. Во поглед на пораките имаме зголемување 39,58 до вчерашниот ден 51,2, а во поглед на интеракција, односно коментари,
во врска со таа кампања 143,8 до вчера 201, значи крај на кампања заклучно 201,5% зголемување коментари во кампањата. Кога ќе ги направиме сега споредба, еве се тоа е небитниот клучен момент од оваа денешна презентација, ние имаме ситуација каде ако сме имале за време на позитивна кампања зголемување од 2,59% внимание во јавноста и пораст на македонски концепт за кампањата. Ние сме постигнале за истиот тој период годинава 39,89% раст со хейт кампања. Пораки и комуникација со нас од 20,6 51,2 и коментари од 18,7 сме испровоцирале коментари на 201,5% раст. Тоа е она најпоразителното кое кажува дека кај нас во Македонија кој сака да успее во политика треба да употреби говор на омраза. Во спротивно ќе биде добриот дечко, супер дечко, добива тапкање по рамо, но никогаш не добива гласови. Причините за тоа се во менталитетот на јавноста и менталитетот кој ние како ја спознаваме и ја гледаме политиката. Значи, во политика се влегуваат од омраза кон комшијата или кон некоја партија опција, а не ради убедување лично кон некоја опција, мислам, идеолошко. Политиката. Не, граѓанинот. Граѓанинот вика, јас одам во ВМРО, зашто го мразнам комшијата од СДС дека е комшијата, а он е скаран лично со него. Или мрази некоја религија, или мрази некоја историска личност. Значи, станува збор за генерално се базирано на омраза. Значи, општество кое функционира на база на омраза. Многу мал гледате процентот на... сега ова многу битно. За нас и нашата дилема која се уште не сме ја донеле. Очекувам пораз за наредните 6 месеци. Доколку продолжиме со позитивна тивка кампања, како лани. Ние, алгоритмот кажува дека ќе имаме пораз од 7,77% во следните 6 месеци. Ако одиме со позитивна кампања. Ако продолжиме со оваа кампања на омраза, алгоритмот предвидува ние ќе пораснеме за 119,67% за 6 месеци. А викаме ние постои и нијанси на сиво, трета опција, а тоа е да продолжиме да комуницираме емотивни теми, но без говор на омраза. Алгоритмот кажува дека тоа ќе биде максимални 15%. Значи не е клучна само темата. Пример, зборуваме сега за секуларна држава. Не е проблемот дали јас идам да комуницирам темата религија и секуларна држава, ќе ја комуницирам. Многу е битно како тоа ќе го кажам со кои зборови. Ако го кажам секуларноста, толеранција на религија, тоа е веќе чуено 70-80 години во Македонија. Но ако кажам дека ние ќе му се одмаздиме на некого, ние ќе му забраниме на некого вера, ние ќе направиме за некого лошо. Крстоносна војна. Тогаш веќе крстоносна војна или обратно џихадистичка војна. Тогаш ние добиваме оној момент на огромна факторизација. Одлуката е сега на нас, на извршниот тим, на Националниот совет на македонски концепт да одлучиме како понатаму, нели ако сакаш веќе во политика да успееш, треба да ги почитуваш емпириските податоци на математиката. А од друга страна, многу е тешко да водиш кампања кога ти не си тоа што е. Таа дилема останува за денес. Говорите ви ги дава истражувањето или Благодарам, тоа беше. Благодарам и јас. Добро, од она што јас го слушав, прво јасно мощно интересно истражување, може да се каже дека кога ќе го објавите овој нели на вашата веб страница и сето тоа се интересни индикатори кои можат да им послужат и на оние кои го истражуваат говорот на омразата како феномен и во политиката и во јавниот дискурс. Тоа што мене веднаш ми се наметнува како прашање по ова презентација, прво честитки за вложениот труд се разбира, е дека јас сум во недоумица, предпоставувам не сум единствениот, дали говорот на омразата е дел од вашите убедувања или е ваша алатка за да добиете гласови? Јасно е кажано. Ние, поучени од праксата од претходната кампања, а согледувајќи ги другите конкурентни партии и говорот на омраза со кој порасна, решивме да направиме социолошко истражување од 60 дена.
Во тоа истражување рековме, ние се исклучуваме себе си и вклучуваме говор на омраза, односно вклучуваме тоа што не сме ние. Тоа значи дека тоа не е дел од вашите... Не е нашето убедување, тоа е истражување. И тоа истражување покажа многу големо разочарување. Тоа значи дека ако сакаш да успееш во политиката, мора да видиш нешто што не си ти. Меѓутоа имате во повеќе наврати и во па дури во авторски текстови во меѓувреме откако слушнаа луѓето дека ќе имаме средба од овој тип, ни испратија неколку цитати. Меѓу другото и во колумна во Фокус. Ќе ги ослободиме младите од болеста која ги зафатила. Дури и нивните родители се загрижени од што боледуваат нивните чеда. Ќе им помогнеме на тие родители. Тие заслужуваат помош. Тие со генерации се лојални граѓани на Македонија, на Македонската република. Тој закон ќе забрани саудиска мода во Македонија. Секако ќе ги исчисти и мислите на младите кои го изгубиле својот пат. Ќе им го осветлиме патот кон Бога и светлината. Помрачениот ум ќе им го просветлиме. Тоа им го должиме на оние, старите, што погоре ви ги опишав. Време е републиката да действува. Тоа е дел од колумна, мислам. Да. Дали ова значи дека ова е прилично концепт која би бил на власт би организирал нешто како прилично како камповите во Кина на Игурите. Да, значи прилично ова е прилично, како да кажам, низок степен на говор на омраза во оваа реченица. Дел од кампањата, апсолутно. И мои настапи на телевизија, и колумни, и постови, и све она што значи креирање. Значи, тоа е отприлично многу мек говор на омраза, визави она што е користен во други постови, каде што имаме експлицитна навреда. Директно со најнавредливи зборови, по сите основи. Идентитетски основи, религиозни основи, етнички основи, значи она кое и најмногу кое пали, или е call to action, тоа е заканата. Многу интересно. Заканата... Исто тоа дека малку им било на бошњаците во 90-тите години, не го мислите туку... Заканата, дека ќе му се случи на некогом нешто, доколку некој дојде, апсолутно ги мобилизира сите сили во земјата кои сакаат одмазда. Комбајн на освета. Она се сеќавате, ќе висите сите, тоа се покажа дека е клучно, дел од кампања. Само што некој нема проблем да го потребуваат, а некој го вака пробува на научни основи да го анализира и да го докаже дека е многу свесно мислено да се пушти таков тип на движење. Сега тоа за бошњаците... Не можеме да разговараме за оправдание дека вие сте правеле социјален експеримент заради тоа што можете да направите социјален, да кажете кој ќе ве, да речеме, после пожар се наоѓа, се спроведува истрага и се открива дека пожарот го предизвикал Атанас. Така е, намерно. И тој го собрал, го собира полиција и доаѓа до признание, тој вели, да, јас го запалив, меѓутоа тоа беше социјален експеримент за да видам како ќе реагираат комшиите. И да ви кажам искрено, повеќето комшии му се ситеа на комшијата за тоа што му изгорела куќата. Така е, да, и тоа е дел... Да кажете дека полицијата тогаш треба да му каже на Атанас, добро, извинете што ве прибравме, што ви го одзедовме времето, повелете, одете си дома. Да. Значи, ако вашиот говор на омраза предизвика насилство, пожар, продлабочување на јазот меѓу граѓанките и граѓаните по различни основи, нека бидат тој етнички, верски, или културни, или сексуална ориентација, било како. Или пак по основа на тоа дали некој верува дека е подобро да се викаме Република Северна Македонија или ФИРОМ, и така натаму, нели, во ова што јас го кажувам има мала сугестија, нели, што може да биде протолкувана и погрешно и точно, меѓутоа, дали ние треба сега да кажеме, македонски концепт направи одлично истражување, навистина и добро е, и ние треба да ги ослободиме од одговорноста за тоа што предизвикале во јавниот дискурс. Ние не побаравме да биме ослободени од ничија одговорност. Туку напротив, ние ја преземаме одговорноста за пожарот. Пожарот е запален со цел да и докажеме на јавноста дека во оваа земја се живее од омраза, од љубомора,
од пизма, од навреда се и дека прекусува доколку некој ве праша зашто вие имавте 500 гласа, а друг имаше 50.000 гласа, прост е одговорот. Затоа што не сакаме да користиме говор на омраза. А многу лесно можеме да дојдеме до истите тие 50.000 гласа. Тоа не значи дека нашите луѓе, тела и така натака нема да донесат одлука македонски концепт понатаму да се покори на империјата и да продолжи со кампања која смета дека ќе му донесе бенефит, односно раз во политиката. И дали тоа ќе биде истипна говор на омраза или ќе биде сосема враќање на она наша изворна платформа од претходната година. Тоа значи ние никога не му се извинуваме за ништо. Ние само презентираме и би ја преземале одговорноста за говорот на омраза. Ама таа е преземена. Нема проблем. Значи ние само му презентираме граѓаните да разберат следното. Дека живееме од омраза. И дека тие херои што ги прават, дека биле многу успешни политичари, визави нас нели неуспешните, испадна дека било многу лесно да бидеш успешен, а било многу тешко да бидеш неуспешен. Добро, поента мора да се признае, меѓутоа ова значи исто така дека македонски концепт. Пазете, Зоран Заев викаше живи луѓе ќе јадиме. Ко растеше во СДСМ. Да не се лажеме. И како не изјава на митинг на СДСМ, како не? Живи луѓе ќе јадеме се. Само еден момент. Не се метафора. Значи имаме ситуација во која ние сведочиме всушност во живо. Христијан Мицкоски се заканува на секоја една реченица. Ке видите што ќе направам кога ќе дојдам. Сите сте готови. Значи он во секоја реченица, на секоја соопштение на мора да помне. Го има моментот на закана. Оно што го кажав дека посебно мобилизира. И рагбистите надпред вика живи ќе ве јадеме, нели метафори се тие. Добро, ама се метафори, ама би сакал да им го свртам вниманието на нашите гледачки и гледачи дека всушност во живо можеби присуствуваме на една дилема со која е соочена тоа беше поентата на организација, односно движење, македонски концепт е пред дилемата дали да продолжи со оној умерен, конзервативен граѓански концепт во првата фаза од пооснувањето. Еуфемистичка кампања или радикализација и на вокабуларот, претпоставувам можеби планирате и радикализација методите на делување. Методите. Да. И ова е сметам доста интересно. Меѓутоа само да продолжам уште нешто само што тоа е на Твитер. Фацава Циго со коментар за мене педеров и исламофобист и расист. Ова е сликава, ова од сликава коментира. Значи вие на секој ова беше исто дел од кампањата. Тоа беше добро, само него искористивме тоа целосно. Ако може да го довршам прашањето, може би е комплексно, извинете. Ако не како една водителка. Значи имаме ситуација во која вие во моментов го користите говорот на омразата во политиката и практично вежбате говор на омраза, па во случај да се одлучите да одите во радикални води да запловите, дека едноставно ова ќе биде нешто што ние можеме да очекуваме во идеја на македонски концепт. Значи, говорот на омраза е веќе етаблиран во Македонија. Тоа нема би наш пронетиток. Само ние го евидентиравме дека е битен фактор за наметнување на политичката сцена и го докажуваме емпириски. А не зборуваме само дека е забележан, како што зборуваат многу политички аналитичари, но никој ништо не презема, бидејќи никој не му замерува на Заев за заканите, дека ќе јади луѓе, никој му заверува на Мицкоски за секојдневните закани во сите сообштенија, никој не му заверува на Апасиев за повикот за линч на личности и така натака и така натака. И секој што завршува со анализата, па да, тоа не е вкусно, еве се ние докажавме колку е вкусно, емпириски. Значи, ако сакаме да пораснеме на 50.000 гласа македонски концепт, ние треба да започнеме сите да висат, ние треба да започнеме од типот да најдеме дежурен виновник во јавноста, кој ќе биде крив за се. Ние треба да започнеме да промовираме политики кои ќе значат најава за одмазди
кон одредени личности, организации или било што после нашето доаѓање, и тоа сето толку силно мобилизира што на нас не ја враќа не носи на пиедесталот на политичката сцена. И сега каде е тука дилемата? Да бидеш тој кој си искрено и вистински, или да бидеш професионален политичар и да го работиш она што во кое не веруваш, а ти носи резултат. Да, благодарам. Јас би сакал сега моите драги колеги да ги поканам да преземат еден дел од ова време, од овој термин, инаку може да оди навистина до недоглед оваа размена, која се надевам дека е интересна и значајна. Исто така, бидејќи знаете дека од неодамна ги отворивме нашите настани и за медиумите, на самиот крај ќе го дадеме микрофонот, доколку од присутните новинарки и новинари има прашање, се надевам дека нема да биде проблем да биде поставено, се разбира не само за господинот Богоевски, туку и за господинот Иванов и господинот Муратов. И се разбира за мојата маленкост. Повелете, Зоран или Декран, не знам. Еве Зоран. Благодарам за поканата на Цивил. Благодарам и на Македонски концепти на Петар Богоевски за презентацијата. Секако. Ова јас не го доживав како обично истражување. Немам намера и не сакам комплименти да ви давам, бидејќи сте и лидер на политичка партија, нели? Но ова е научна студија. Јас повеќе така гледам на ова што сега ни се презентираше. За жал, ова истражување го потврди она што сите го знаеме, што и Богоевски сега го спомна. Ние сме навистина, јас нема да речам општество, ќе додадам еден атрибут, политичко општество на говор на омраза. Кога велам политичко, не ги амнестирам граѓаните гласачи или учесници во политичкиот живот гласно или само на избори, но вината и без наводници вината ја лоцирам во политиката и во политичарите. Кај нас во Македонија, во Република Северна Македонија, се сведува, така излегува испоред ова истражување, на една византиска гола борба за власт. Ако се обидеме да си одговориме самите на себе зошто е толку безочна таа борба за власт, јас можеби својот поглед ќе го фрлам во државниот буџет. Кој ги има парите, тој располага со државата и тој управува со општеството. И веројатно цела таа византиска борба е борба од тие управувачи на државните пари, од нив незаработени пари. Кој ги има тие пари, тој управува со сите ресурси, преку својата кадровска политика, лојална на партиите и така натаму. И ние, за жал, поразително е и ова што господин Богоевски го констатира низ истражувањето, низ оваа научна студија. Може би некој ќе ми префали што употребувам термин научна, но јас така го доживувам, бидејќи да се направи истражување во кое емпириско се докажува дека доминантно во нашата комуникација вербална политичка, во таа политичка борба меѓу политичките субјекти, во кој се навлечени и публиката да учествува, не само тие што се на теренот, да се тепаат меѓу себе, да крваат и така натаму, него и ние, како во една гладиаторска арена, исто така меѓу себе се кошкаме, се плукаме меѓу себе, го мразиме комшијата затоа што навија за ваква или онаква политичка опција. Ова го нема во скандинавските земји, го нема во таа политичка битка, зборувам сега, до тој степен омраза на луѓето, на гласачите меѓу себе, едва и чекаме избори, може би и за тоа често ги имаме, нека се и најворедни, за да излеземе и таму веројатно и емотивно да се испразниме и на некој начин, наместо да го даваме гласот на внимателната опција која може да донесе напредок на општеството, ние веројатно, кога велам ние, мислам еве на себе, иако не се гледам себе во тој тип на гласач, посклони сме да го дадеме гласот за противникот на мојот тим, само за да го казнам, а не да поддржам некоја позитивна опција од другиот тим. И тоа е проблемот што и Петар го вели, дека нивната битка за да дојдат, пазете, до скромни 50.000 гласови. Значи до скромни 50.000 гласови. Тие се определиле, ако лошо разбрав, ќе ме
како партиска доктрина, предпоставам за наредни избори, за да го продолжат и да го негуваат говорот на омраза. Но јас верувам дека ако македонски концепт, другите политички партии, Петар Богоевски вклучително, ако настапат со првиот дел од презентацијата на оваа студија, со позитивен говор, дека ако ништо друго можеби нема да добијат доволно гласови, парафразирам за вашата партија генерално зборам, но ќе остават една убава позитивна трага во македонското општество како показ дека нешто ќе случува. На забелешката на Джабир Дерала сега за презентацијата на македонски концепт и на текстот на Петар Богоевски дека употребил термин на омраза во еден дневен весник, нашиот соговорник и мојот овде се вади, простете на изразот, дека тоа го прави за да предизвика реакција, за да докаже што е случај, веројатно потикнати од ова истражување. И Во рамки на истражување. Во рамки на истражување. И тоа е но ние не знаеме, читатели, дека вие тоа го ставате во рамки на истражување, малку е тука манипулација, нели се? Но вие си го користите за емпириско истражување. Ние сите, обичните граѓани, да речем, гласачи, навистина сакаме скандинавско општество. Сакаме силни институции, сакаме модерни партии, сакаме вокабулар без омраза. Јас немам што друго да додадам, освен да ви честитам за ова истражување, но како граѓанин, вам и на сите други политички партии, да ви посакам да се задржите на првиот дел од ова истражување, вие го нарековте, ја го унапредувам во една научна студија, која е многу потребна на Македонија. Се надам дека тоа е правена и стручно, во рамките на сите тие методолошки или норми научни и така натаму. Јас се бавам со јавен збор 50 години. Значи, цели 50 години. Да не испадне сега, ако може ова техниката да го скрати овој дел, да не испадне дека се фалам. Но јас не можам да се сетам во моите новинарски продукти во овие 50 години да употребам било каков збор за некого да навредам дека некој политичар, да речеме, имал големи уши или пелтечи кога спорува, или оди како шатка и така натаму. Или е каур, или е циган. И така натаму, и така натаму. Секако, сигурно. Се употребува етничка припадност само ако е таа повод или мотив за некои ситуации, за да се лоцира сликата пред гледачот, пред читателот и така натаму. Или ако поводот е етничките различности или верски така натаму, во таа смисла, на надпревари спортски. Но друго сакам да кажам. И јас себе сум преживеал во новинарството 50 години, каков таков, нели? Сакам да кажам дека може секој, можат и политичарите и без говор на омраза, без кампањи во кои има големи количества на говор на омраза, да прават позитивни кампањи и да се завртат кон себе, кон своите програми, не упатувам до македонски концепт генерално, за да можеме ние граѓаните, ние гласачи да кажеме добро, бидејќи често велиме амано од овие, амано од оние, но факт е дека некои политички партии многу добро се препознават и нови политички партии и рейтингот за жал им расте на фашизоидни партии. Ако и вие се залепите на тој говор на омраза во наредните избори, како македонски концепт, мој впечаток е, бидете сигурни ќе имате многу посилна конкуренција. Јас лично и во вас лично и генерално во вашиот концепт, нели македонски како партиска доктрина, не можам да го видам до тој степен изразениот говор на омраза како што го има во други политички партии, помали, кои им расте според последните истражувања рейтингот, така што бидете внимателни. Кој од овие две полувремења на ова истражување ќе го одберете како политичка партија, првото или второто? Јас ви препорачувам, иако не е моје како граѓанин би сакал второто, не велам дека тоа значи дека јас ќе гласам за вас, можеби ќе се јави некоја друга посилна позитивна конкуренција, но ајде да направиме сите по нешто, да оставиме по една трага, малку да го позитивизираме и во нашиот вокабулар. И ние што учествуваме и како новинарска фела, и невладините организации, и на овие трибини, и на политички доктрини. Околу забелешките дека некој ќе висат, ќе се бесат и така натаму, малку треба да ставиме, да правиме некаква дистинкција, онај терминот дека ќе јадеме живи луѓе што опозицијата, поранешната власт, сегашна опозиција, се уште го употребува. Не сакам никого да бранам, секој сам да се брани, има и цела партиска структура да го бранат председателот на таа партија,
Но и на спортски надпревари, поготово на американскиот фудбал, меѓу себе викаат пред почеток ќе ве јадеме, ќе ви изедеме живи луѓе и така натаму. Но тој позитивен вокабулар, тие метафори кои ги превртува политиката и манипулира со нив на јавната сцена, што исто така не е добро. Јас на своја кожа го почувствував тоа и мене од еден говор на омраза кога некој те негира како личност, како етничка припадност и така натаму, на таа господја која и уште една господја која има високи државни функции во соседните земји, кога те негира, јас тоа го доживам, не само јас, мислам дека и многу од мојата етничка припадност како говор на омраза. Ако е така, се обидов преку тие таков тип на метафори да им возвратам, за да почувствуваат и тие како тоа, нели, на своја кожа. Кога го почувствува на своја кожа, нели, проработи телефонот, министер со министер, си најдоа солидарност, Зоран Иванов си мудри една црта, но јас сум сигурен дека никој, ни за овој мој новинарски стаж од 50 години, не ме доживува дека сум новинар кој во своите текстови или настапи употребува говор на омраза и тоа е мојата заштита, мојата брана и мојата сатисфакција. Сакам само да завршам во овој дел. Уште еднаш, ова истражување мислам дека треба да најде на голема афирмација, една ова што Цивил сега го прави е првата скала во тоа. Вие, мислам дека според моето скромно мислење направивте навистина со ова истражување голема работа, оставате една трага и на тепсија на македонските граѓани, на македонските гласачи, но пред се на учесниците во јавниот живот и пред се на политичките партии им оставате аманет во кој сте вие да одберете ќе одите со Кој е патот? оваа димензија или ќе одите со говор на омраза. Благодарам. Благодарам и јас искрено се надевам дека овие пораки и оваа препорака од колегата Иванов ќе допрат до највисоките раководни структури на македонски концепти, дека тие ќе се задржат на вистина од првата точка од истражувањето. Се разбира ќе биде доблесно доколку се обстане и на позицијата пред малку и декларирана дека ќе имате, спремни сте да ја поднесете и одговорноста за сите изречени изрази на говор на омраза, во која може да се каже дека без малку сте ги опатиле и сите етнички заедници, и граѓанското општество, и муслиманите, односно луѓето со исламска вероисповед. Мене особено морам да признам. Не, тоа е злоупотреба. Дека ми е посебно шокантна ова што го гледам во коментарите кога му се обраќате на еден корисник на социјалните мрежи кој според она што можам да го видам од името и презимето од бошњачката заедница, која велите дека не ви доаѓа ли паметот се уште во 90-тите, уште ли сакате. Мислам, како човек кој... Го видовте неговиот коментар погоре? Сакам да кажам... Значи, некој го пресекол одговорот намерно, за да се скрие коментарот и одговорот. Да, вие како политичка... Значи, тоа е момент на враќање на нивото. Значи, како политичка партија и како... Јас не велам дека другиот одговор или провокацијата не била подеднакво, ако не и полоша. Не велам за тоа. Многу повеќе. Меѓутоа, зборувам за тоа дека имаме ситуација во која и лично напаѓате и представничка на граѓанското општество, на која и забележувате зашто носи шамија, односно хиджаб. Не, нема такво нешто. Споредувате со ислам. Не, нема такво нешто, каде сум. Погрешната представа. Добро. Никогаш не е кажано за хиджабот. Ако уште ја или коментар за било кое лице. Сакал да ја подготвите, не сега, после декрет. Во суштина станува збор за целна друга. Меѓутоа зборуваме за тоа дека убаво беше денеска да биде присутно тоа лице. Може да јас го зборувам ова искрено како
човек кој е и во граѓанското општество, меѓутоа и со новинарско искуство. Јас морам тоа колку само една Зоран, секунда. Ама секако дека Не, само една секунда сакам да кажам, значи имаме моменти кога на секој од тие теми одговараат разни личности со различен идентитет на провокација. Кажав дека темата религија доби едно за мене зачудувачко на пројавување на еден таков радикализам и еден таков вокабулар, и за жал тоа мотивираше и одредени активисти граѓански во македонското општество, кои се представуваат за борци за човекови права и слободи, а во суштина промовираат джихадизам. И јас не можам да останам нем на манипулациите на едно лице кое под превезот на религијата спроведува личен интерес, или јас ги викам печалбари по вера. И тоа не можам да го премолчам, апсолутно никако, особено не, што јас во ниеден момент не сум се обидел да нападнам никого по лична основа и да дискредитирам, а од друга страна добивам апсолутно напади на лична основа, да не спомнувам семејства, пошто тоа е страшно да го спомнам, да не ги спомнам заканите од Ојле Дојлевци, но и од две многу сериозни терористички келии, едната од Виена, другата од Париз, веќе е во тек постапка била детектирани, кои десуваат и во Македонија и кои имаат поддршка со истата организација Слобода, односно Движење за слободна Газа, чии активисти беа уапсени од Израел, а се граѓани на Скопје. Така да тоа не е така наивно, некој ги земал два скрина од моите коментари, Циго и малце ли ви беше 90-тите, и од тоа се прави една цела кампања манипулација на една организација која е финансирана од многу сомнителни извори од Блискиот Исток. И тоа треба да се го проработи. Меѓу другото, и оваа кампања мене ме зачуди што откри дека ние само живееме во филмот, дека живееме во заедничко општество. Ние сме многу поделено општество. Најголемите навреди за мене беа, ако прочитате тој текст кај што го опишувам Џамахирија Ауданци, најголемите навреди за белешки беа зашто сум напишал дека ние во џамијата во Ауданци во времето, години, децении, па и од Илиндерско востание сме палеле свеќа, а муслиманите се молеле во црквата во Ауданци. Имав забелешка дека тоа е навреда од свињите каурски ја гнаселе светата џамија. Такви вокабулари на Македонија немало. Саудиска униформа во Македонија немало. И не треба да дозволиме и македонците и албанците саудизација на македонското општество. Зашто? Значи имаме И тоа треба истражувањето и личните атаци врз мене од страна од една џихадистичка организација треба се одвојат. Би сакал ако може да му дадеме збор на Дехран, иако би сакал да ги поделиме нештата таму. Зборуваме за тоа дека политичка партија која промовира говор на омраза и вели дека ќе затвара и ќе забранува, и која зборува за тоа дека постои одредена организација или лице од граѓанското општество во земјата кое прима сомнителни средства од X извори, џихадистички извори, џихадистички и така натаму, тоа се прво сериозни обвинувања, а второ, кога имате таков настап во јавноста, значи се разбира дека очигледно сте и свесни, имате и одговорност за тоа дека може да предизвикате продлабочена, односно лавина од говор на омраза, кое може да оди и понатаму кон насилство и продлабочена дестабилизација. Дали тоа значи дека ги оправдува тие коментари? Тоа е особено, знаете, исто или реакции. Исто ви е тоа како да кажете, че не е баш исто, ама во таа насока е логиката. Исто ви е како да уапсат некој што убил 30 деца во училиште во Ајдахо или било каде,
и го фаќа полицијата, вика направив социјален експеримент. Јас само се искористив со екстремно насилство за да покажам дека екстремното насилство не е добро. Ајде да видим ваков пример. Значи, Убаво ли е некој да каже дека тука постои келија која е подготвена да убива деца и се плука по тоа што кажал, по поштаров што донел веста, а се заштитува келијата? Не е воопшто. И тоа е многу сериозен проблем. Значи, овој експеримент и овие истражувања предизвикуваат лавини. Тие лавини покажуваат образ на сите нас. И на политичарите и на граѓаните. И сега таков говор на омраза, кој се предизвикува лесно, со една шкорка, тоа зборува дека не сме едно општество за сите, туку дека сме исклучително поделено општество. Тоа ми е поразително мене. Апсолутно се. Ја очекував дека ова е замината фаза. И ја очекував дека ова забораена фаза во Македонија. И ја искрено за време на кампањата немав ни представа дека кога одам во Битпазар, во Чаир, во муслимански села и така натака, на најотворена кампања, најдиректна кампања, без никаков комплекс за настапувам, не ни мислев дека таму има луѓе кои ме гледаат на таков начин, кои го покажаа покасно каков начин гледаат. Тоа е поразителното за мене, бидејќи јас додека не се впуштив во ова, јас немав представа во колку разделено општество живееме. Но вие веројатно, Петар, само секунда, ако може, очигледно имате информации што јас ги немам или ние по широката јавност ги немаме. За одредени групи, да? За такви извори, тврдења и така натаму, но за тоа нели има институции, вие како граѓани, плюс како политички активен, тоа треба да го документирате, го пријавите и така натаму. Но вашиот термин дека бурката е, не знам, униформа, не држи. Тоа е забрана на употреба на... Значи вака, дозволете им на тие луѓе, што така си се облекуваат, да си се облекуваат така. Тие не го загрозуваат вашиот и мојот простор, ние не го загрозуваме нивниот, дали по таа бурка е жена, маж, таверстит, не знам што е битно, што тоа нас не засега. Има држава, има институции, значи... Има тоа клучно прашање. Не може со забрана на нешто, можемте ли вие... На кај се движи општеството? Сега ќе ви кажам, кое општество, каде се? Секуларното македонско општество. Општеството толерантната Македонија. Општеството македонско... Оди кон ИУ или кон Сауди Арабија. Македонското општество треба да се движи таму каде што сакаат граѓаните да се движи. Не се согласувам. Нивното македонско и нашето македонско општество. Не. Затоа има полемики, затоа има вакви тркалезни маси, затоа ќе се обидуваме едно со други. Ние треба да ги имплементираме на високите европски вредности. Сака од мода, велам од мода, да си го покрие лицето, нека си го покрие, или од убедување некакво верско или не знам какво. Но ако во тоа има некаков екстремизам, затоа има институции и тие нека го разобличуваат. Затоа што и во Саудитска Арабија, кога вие ќе одите или не знам вашата сопруга или пријателка, никој таму во Саудитска Арабија, дури во безочната според правото држава која до пред 10 години сечеа раце на криминалци, нели на джебџи, кои сега пред една година им дадоа и дозвола на жените да можат да се обучуваат да возат автомобил, така, во една таква, условно да речем цивилизацијски, еве нека е верски обременета за останата држава, на европејките таму не им е натурено да мора таму да се појават со бурки. Напротив, јас... Зашто не замите за пример Швейцарија, Германија, Франција? Личен пример. Ама сега таму има разни струи. Видите кои се политички опции се на власт. Значи се легитимни струи. Па се легитимни граѓаните. Дали треба да видат тие под закана по живот? Но прашувам ние каде се движиме со вакви ставови. Не, тоа е прашањето. Значи ако имаш став било каков, е легитимен став. И позитивен и негативен. Но дали треба да бидеш под закана на живот во демократско општество кој сака да се трира во ЕУ, доколку имаш различен став од некој кој... Сите што во Саудитска Арабија носат бурки жените, сите се закана по нечи живот. Не, далеко од тоа. Или само во Друго е прашањето. Дали е легитимен став? Не, дали е легитимен став да си секуларен? Јас не велам дека нема политизација и разни центри кои тоа го стимулираат. Еве прашам, дали сте вие верник? Ќе ви опишем пластично. Во која сме се? Има човек, има луѓе кои се атеисти. Така. Агностик сум јас, добро. Добро. За верникот, атеистот е греф. Нели? Во очите на верникот се зборува. Во очите на верата.
Дали треба исто да биде загрозен заради неговиот став? Ни еден, ни друг, ни трет, никој. Ете, гледаш, тоа е суштината што го отворивме денеска. Кога се Суштината е да зборува- има право од некој да донеси став. Кога се зборува по мене за едно општество на сите, тоа значи на секој како се чувствува така да се вие можете, но не адекватно во костим за капење да се шетате преку ден сега, а не сме на плажа во центарот на Скопје. Па не знам баш да Така, Му се извинувам на колегата дозволете, Дехан, заради тоа никој што- за тоа нема да ве казни, нели? Да, ма тоа се политики, нели? Се извинувам на колегата Дехран, 3 пати бара збор. Нема Повелете. гајле, јас ти благодарам, Џабир, пошто ми даде прилика да зборам, па би сакал директно да го прашам, дали би ја забраниле брадата, пошто ја изгледам саудист? Па не. Дали ова е саудистичка? Не, Жена не. ми носи шамија, дали би ја забраниле жена ми? Не, не. Дали жена ми има, пошто носи шамија, ја носам брада, дали тоа значи дека јас сум финансиран од некоја институција? Не. Па тога зашто би го забраниле? Тоа е зашто барате да се забрани Бурката некаква со шамијата не е исто. Ама тоа е саудистичка, тоа е, викате, нема да дозволиме исламизација на државата. Добро. Така? Добро. Тоа е И тоа како се презема од ваша страна? Како се чувствувате? вака. Еве ќе ви поставам едно прашање. Ајде. Имаше едно истражување, емисија во америчка некоја, и новинар прашува, тоа не знам зашто и не го ставивте дека ќе ги забраните миничите. Рековте ќе забраните бурки. Имаше интересно истражување каде што вика како се препознаваш, дали како реагираш кога ќе те препознат со некоја проститутка. И тука имаше реакција одма. Вика, ја не сум проститутка, бре, ја носам минич, тоа е слобода, тоа е право мое да носам минич. Не, ама вика, ама те препознав дека носиш ова. Така да истата е приликата со ова. Секој човек кој што вие го карактеризувате дека е терорист, дека може да носи бомби под хиджабот или како би го наречиле нинджи. Бурка. Има Тоа е разлика. многу погрешен Треба да пристап. знаете дека има разлика Јас меѓу хиджаб и сметам бурка. дека она што вие до сега кажувавте дека е експеримент, воопшто не е експеримент, туку тоа е добро што вие се препознавте дека тоа е она кој што ќе го правите во иднина. Она што и го запишав дека вие велите експеримент било во колумната. Нигде ако ја по 70 години искуцам Петар Богојовски ќе забранам бурка. Нигде доле не пишува во дисклеймер дека тоа е дел од експеримент. Туку човек кој што ќе го прочита ќе каже дека ова беше став И тоа е политика. на политичката партија и тоа нигде не стои дека е дел од Ма не сте го експеримент. разбрали анализата. Не. Исто Зборуваме за политика на забрана на бурки. Извини што ме прекинав. Само ова го објаснам и свати ево една дилема. Значи ние зборуваме за таква политика, да, но зборуваме за начин на кој тоа ќе го представиш. И јас можам исто да го кажам на начин на кој сум го кажал претходниве денови и предизвикува тој тип на реакции и исто да можам да го кажам, еве да речем во наводници се ќе ме сватите на јустил, југословенски стил. Одиме на секуларизам, користам еуфемизми, тоа го кажувам на поинаков Да, стил, но- а зборуваме за иста но вие- политика. Извинете. Зборуваме за иста политика. Ме разбирате? Но на различен вокабулар. Забрана и отварање концепција. Да, но вие сега, што туку пред 10 минути рековте нема да дозволиме саудизација на државата. Вие во вашиот еден коментар рековте Скопје не е Бејрут. Не е. Користејќи И не треба да биде. И да, не треба да биде, и ова не е дел од експеримент. Ова е ваше лично мислење и став на политиката. Така? Видете. Не, Ако ме прашувате разбереме, тоа не конкретно беше- за тоа, Да, и тука користите една лажна вест, Која е таа? истакнувајќи дека на тој протест за Палестина не беше истакнато македонското знаме. Добро. И тука ви се налепуваат Не, ама имаше објави од граѓаните дека имало знаме. И никому ништо, тоа што е проблем. Не, ама вие не го коригиравте после тоа постот, го Ама не можам да го коригирам кога е веќе објавен. Не, Значи јас сум се изложил пред јавноста, ама не тоа е граѓаните. лажна вест.
Не е важна вест. Не е важна вест, Ако не сум сакал да се агитирате лажната вест. ако барате вие политичари што манипулираат и сакаат да се скријаат од одговорноста, ќе си Не, коригирам. можевте да напишете втор стап. А од Јас се политичари извинувам, кои не манипулираат, јас го оставам оригиналниот текст и му оставам на сите граѓани долу да ме демантираат. Да, До еден, на сите. Но јас, например, немам време да ги коменти, да ги Тоа е суд на прегледам јавност. И коментарно. јавноста вика Петар ти не си во право. Еве види нови слики, точно на мојата слика нема, ама на другите слики се гледа дека има и македонско знаме. Да, но не, јас немам време да ги влеам с другите слики. Немам време да ги видам другите коментари. Ама има друг побитен момент што го заборавате вие. Кој? Дали искажувањето на насилно или злоупотребата на верата на тој протест на вас ви смета? Што имаше насилно во тој протест? Повици, Извикувањето, повици, ако е повици за единствениот Бог, повици за Ала ако Екбер значи непочитување и насилство на тие кои не се согласуваат со нивниот став за поддршки на Палестина. Тоа зашто не го забележавте вие? Спорувате за денот на протестот. Да. Јас не слушнав такви насилни протести. Еве на пример, Не слушнав едно лице смета дека секој што не е на страната за поддршка на Палестина, тука е обратно, треба да биде санкциониран или прогласен за ваков или онаков. Види, тоа е индивидуално. Односно исламофоб. Пазете, исламофоб. Дозволете, може само уште едно. Не, ова е многу битно прашање, тоа е суштина. Многу битно прашање. Еве, на пример, тоа што вие го сметате дека тие луѓе повикуваа или дека застанале од страната на Газа, едните застанале од страната на израелците, едните од страна на палестинците. На крај тој што прв еднашка организираше протести за поддршка на палестините во Газа, денес е пратеник во собрание, така да тоа од протестите во Скопје немаат корист ниту палестинците, ниту израелците, туку имаат одредени структури кои што ќе пробаат да искористат таа за жал немила случка која што умираат невини деца и луѓе во тој дел. Оној момент што сакам да го истакнам е дека тука можеби постои еден мал проблем кој што луѓето можеби не ги сваќаат тие палестинци, кои што ги окарактеризуваат како терористи, како луѓе кои што ја напаѓаат израелската територија. Тоа е исто како да денес јас да кажам, јас не ги признавам комитите, затоа што ја напаѓале државата. А единствено македонската нација, македонците гледале излез и поддршка врз комитите, кои што денеска ние ги ставивме во химната, кое што... Мене ми е друго видно. Ако јас имам став политички, темата ќе не бегам целосно од ова. Доколку јас се го враќам назад сега слова. Доколку јас имам политички став дека треба Македонија да биде силно секуларна земја. Дали за тоа моје тврдење и моја политика треба да бидам подложен на закани по живот, свој и по семејството? Не треба да бидете. Дали треба да ми се заканува некој отворено за убиство на малолетни деца и тие скрилови денеска да ги нема кај Џабир на неговиот екран од истата дотична особа, борец за човекови права и слободи, сопруга на лице апсено за тероризам во Израел, а јас да бидам обвинуван за реакција кои се смешни визави закана за убиство на малолетни деца. Во Скопје. Не зборуваме за Газа, не зборуваме за Ријад, не зборуваме за Јемен, зборуваме за Скопје, зборуваме за секуларна Македонија, зборуваме за Македонија која има верска традиција на толеранција. Тотална, традиција на толеранција на верите. Тотална. Јас немам никаков проблем да влезам в џамија, никој сум немал, ниту мои пријатели муслимани влезат во црква. Дали треба да дојдеме во време кога ние ќе шириме омраза до пресметка до тоа што кажав аз бејуридизација на Скопје, затоа што некој влегол во филм дека он него зависи судбината на оние жални души во Газа, кој патем кажам. Јас сум ги видел лично. Сум бил во Палестина и сум престојувал во Палестина. А тие што се прават големи борци за нив, нема ни видено на мапа кај Палестина. Така затоа треба кога ќе се објавува некој дека е исламофоб или дека нешто прави намерно, треба да бидат повнимателни со заканите, а момците што сеќаш што лепат и монтираат постови или одговори, да бидат покоректни и нека покажа се.
Во методологијата на цивил, инаку во Дескот за мониторинг, ако може да ме сослушате, во Дескот за мониторинг на говорот на омразата, дезинформациите, теориите на заговорот и другите хибридни закани, стои многу јасно истакнато дека сите линкови и целосните постови се документираат и се архивираат. Скриншотови се прават од целосните постови со датуми и сето тоа. Зошто? Заради тоа што многу често се случува мистериозно да исчезнат после некое време од одредени веб страници или од Facebook страници и така натаму, а ние ги архивираме за да остане сведоштво за тоа каков се говор на омразата стои. Тоа што ние како организација, ако сакате и јас лично, цврсто стоиме на ставот е дека оние што се борат за власт, за да влезат во парламентот, а потоа и да учествуваат во менаџирање на оваа држава, на било кое ниво од власта, дали е тоа највисоко на национално ниво или на ниво на местна заедница или општина, тие имаат многу повисока одговорност отколку граѓанки и граѓани или групи на граѓанки и граѓани кои немаат такви амбиции. Зошто? Заради тоа што политичарите се тие што можат откако ќе дојдат, ако дојдат на власт, да ги спроведат тие идеи за кои преку кампањите ги промовираат. Имаме такви примери во историјата, имаме дури такви примери во совремието наше, кои се трагични, кои водат кон загуба на животот. Заради тоа ќе се навратам пак кај пораката на колегата Иванов, кој повеќе пати на различни начини апелираше не само до вас, туку до целиот политички естаблишмент во земјава, да се задржите во првото, еве како што кажа тој, полувреме од тоа истражување, а да не одите во второто. Инаку, кога зборуваме за говорот на омразата, многу јасно гледаме секаде, од каде доаѓа, кој го прави и дури ги препознаваме кластерите на оние трол фабрики кои се формираат и кои се ужасно наметливи и го даваат темпото на денот на еден обичен граѓанин или граѓанка во нашата земја. Апсолутно е важно исто така да се запомни дека политичарите од било која страна на политичкиот компас мораат да сватат дека за своите постапки, за своите зборови, за своите начини на однесување во политичкиот и јавниот дискурс се соочени со одговорност. Доколку институциите не реагираат, тоа не значи дека тие немаат одговорност. Тоа може само да значи дека ние како граѓанки и граѓани, како невладини организации, новинари или како интелектуалци, аналитичари, можеме само уште една етикета, да ви простите, не е убав зборот етикета, меѓутоа уште една етикета да им залепиме на тие политичари дека уживаат во неказнивоста и со тоа нефункционалноста на системот. И со тоа да ја искритикуваме и се разбира институциите, релевантните институции, меѓутоа ако ви се залепи дека етикетата дека вие зборувате се и се што јас со ова не мислам на вас лично. Пред се би рекол, зборувам за оние крајно радикални изјави кои ги гледаме во јавноста во веќе со години. Тие ќе им се залепи тоа дека се неказниви. Тоа не е убаво да бидете познати како човек кој, мислам, политичка структура која поминала неказнето. Тоа, знаете, мислам, мене која би се докажала дека јас сум поминал неказнето затоа што сум поминал на црвено или пак сум направил некој друг престап, јас не знам како би се соочил со тоа, со тој товар на грбот да се каже, која би ми се кажало дека сум поминал неказнето. Исто така, не заборавајте дека политичките структури, политичките партии се одговорни и во морална смисла на зборот и исто така
Она што политичките партии, и сега не само политичките партии, туку и новинарите, уредниците, интелектуалците, членовите на академијата, на невладините организации, знаете, многу ми се допаѓа мене она стихчето од Баба Зумбула, невладини фолиранти. Самиот знам колкави се бројките на невладини фолиранти и сето тоа. Меѓутоа, тие сите мора да знаат дека дефиницијата за говор на омраза не е само кога вие експлицитно се изразувате со говор на омраза. Туку можете да пласирате информација во некаков контекст која може да предизвика говор на омраза и тоа е исто така одговорност на авторот. Не е само на оние кои се изразуваат со говор на омраза. Тоа е, ќе извинете, прекинам, тоа е со намера пратено да предизвика реакција. Некогаш може да се И сега мериме што предизвикува. Ако вие откриете дека тоа е со намера, контекстуализирано. Еве да се тргнеме, еве постиче пример, да се тргнеме од верата, пошто денеска доминираше тоа. Одиме на вакцините. Една секунда само. Имаме два начини. Македонија не успеа навреме да обезбеди вакцини, граѓаните се под тензија, се чувствуваат налагомни и така натака. Тоа е едно отварање на темата. Втората тема е Филипче криминалецот, жив фатен со криминал во Кина, треба да се обеси на клиника, бидејќи ги остае да умираат луѓе, секој ден од вашето семејство по еден умира или во опасност утре да умри твојот татко, мајка, така натака, ради Филипче, тие се двете различни комуникации. Не разбирате? Оваа втората предизвикува лавина. Предизвикуваат интерес. Предизвикува поддршка точно, се појават луѓе од СДСМ и луѓе поддржува Филипче кои ќе пробаат да го бранат. Ома ќе се вклучи ботцентарот нели од СДСМ малце нешто да одбрани, но факт е дека омразата кај луѓето или емоцијата или стравот од немањето на вакцини или стравот од смртта од короната толку многу ги прави емотивни што ти си ми ја злоупотребил нивната емоција за своја политичка цел и си ги мобилизирал на страна на македонски концепт или на СДСМ или на ВМРО, не е битно, си ги мобилизирал преку нивната емоција која ти однапред како политичар знаеш. Ја не дека не сум свесен дека ако спомнам Аллаху Акбар ќе предизвика емоции. Јас сум тотално свесен што предизвикува. Или ако спомнам смрт за Филипче, или ако спомнам да и направиме ова или она на Мила Царовска, точно знам. Ако во нормална држава... Поентата е што сакам да постигнам. Институционална, цивилизацијска за некој... Какво што не сме? Како политик, велам во некој, ако како политичар кажете дека е криминалец заради ова што направил... Треба да кажете. Не треба вие да го кажете. Институциите ќе скокнат, ќе се завршат работата, дури вие да не докажете, а вие ќе го носите политичкиот срам за популарот, нели во однос на вашето истражување, што го зборувавте за првото или за втората фаза. Добро. И останува прашањето, можеме ли нормално? Затоа што тоа не зависи само од нас, зависи од сите. После оваа панел дискусија, ова е врзани садови. не сум сигурен дека можеме нормално. Не, ова е врзани садови се. До пред панел дискусијата мислам дека можеме, меѓутоа сега не можеме повеќе. Меѓутоа можете една маичка да ни дадете да може, се на времето кога можеби и се надевавме дека можеме нормално. Да. Јас мислам дека го пробивме малку рокот, меѓутоа се надевам дека беше со добра намера, со добра причина, бидејќи имавме навистина драгоцени интервенции, драгоцени излагања, провокативни, во исто време гледам дека видливоста на ова не е воопшто мала, а плюс имаме и представници на медиумите. Само да прашам, како што ветив во воведот, дали има некое прашање од присутните новинарки и новинари и за кого се однесува, представете се и јас би сакал да го замолам инаку поздрав како джентлмен и добар солидарен колега Техран да го даде микрофона. Може би прашањето ќе биде до него. Здраво. Тогаш јас ќе... Арбана од ТВ27. Ме интересира ова, поради вашето излагање, ширење на говор на омраза, Министерството за одбрана, каде што и вие работите, покрена дисциплинска постапка за вас. Како го коментирате ова? Прв пат слушам од вас дека покренал дисциплинска постапка.
Да. Значи немам информација. Да, покрената е. Не Што знам ќе постапите? Како ќе постапите вие по ово? Па немаше да постапувам, мислам дека тоа е застанување, доколку е тоа така, тоа е политички реваншизам врз мене од министер од различна политичка провиненција. Бидејќи не знам, да треба да видам документите, кој е основот Поради ширење на говор на омраза Ма кој е говорот на омраза, да го знаеме? во вашиот профил. Ами треба да Каде го што знаеме, тоа нарекувате- не се зборува вака. Треба да се докаже тоа емпириски, станува збор за тоа и тоа конкретно, па направено е тогаш и тогаш, затоа што мене не може министер да ми забрани што ќе правам јас дома. Па вие Нели? сте јавна личност, Ма се политичар. согласувам, ама јас не говорам во име на Министерство за одбрана. Јас можам да одговарам Да, пред но сте институциите на представник, исто работите Министерството. таму. Пред Министерството одговарам кога зборувам за Министерството и кога зборувам за одговорности, работи, задачи во Министерството. А за мојот политички активизам, е сосема настрана од ситуација мојот професионализам. да вашата институција покренува нешто против. Да, ама треба да видам што е, не знам што е, искрено не знам што е. Треба да го видиме што е. Не смеете да се доведете во ситуација било која институција да покрене нешто, Да. бидејќи ви Меѓутоа, и работите ако е така, во државна институција. треба да го провериме тоа. Некоректно. По кои аргументи, што е тоа, Па поради дали вашите министерката Шекеринска застанава на страната на тие джихадистички групи од екипата над Movement of Freedom Газа и така натака, дали тие групи учествувале и се апсени во Израел, како се финансирани во Македонија, дали министерката Шекеринска, ако подпишава тоа факт, сам не сум го видел, дали она застанува на страната на тие групи, дали натовска Македонија и натовското Министерство за одбрана казнува луѓе кои се борат против джихадизмот и ширењето на говор на омраза на религиска основа во Македонија. Тоа се многу прашања. Тие ќе ги отвориме и пред Советна Европа, тие ќе ги отвориме и во судниците нормално во Македонија, тие ќе ги отвориме и во Министерството ако има тако нешто. Зашто ја линчувавте Мерсија како поединец и незината фамилија? Кај што ме линчува? Па ете, исто во вашите колумни. Каде? Неа ја спомнувавте. Покажете ми колумна една кај што ме спомнал неа. Постови. Кажете ми во кој пост? Ја имате- Има еден пост каде што Мерсика ми пушта на мене провокација од Палестина, и јас се враќам со исти такви страшни снимки од Сирија и ја прашувам зашто тогаш молчева, а денес говори. Ако сум јас борец за човекови права и слободи, за мене се небитни чиви деца се убиени, христијани или муслимани. Ако јас реагирам за трагедијата на муслиманските деца, меѓу кои христијани загинуваат многу во Газа, да не се лажеме, таму живеат и христијани. Ако јас се грижам за тие деца, ќе се грижам и за овие во Сирија. И јас прашав зашто Мерсика пред година или две не реагирала на тие случаи. Реагира за секој терористички напад. Па за ова не најдов реакција. Ја прашав, таа ми одговори со лични понижувања на лична основа. На тоа јас не одговорив никако принаку. Си премолчев едноставно, само кажав дека ме изненадува дрскоста на едно лице кој е печалбар од верата, кој е апсен, докажано апсен, со специјални единици на да видиме покоректни кон некој што Ами еве, тоа е коректното, јас не можам да лажам тоа. Тоа е верата е сериозно обвинување. И так, проблематично е, да, апсолутно. И сега јас како Замолам да бидете покоректни. Они ме напаѓаат мене, јас да не се бранам. Зборувате за друг што не е во просторијава. Ме разбирате? Ме разбирате, че уопште би присутно тоа е супер денеска. Значи ме разбирате, ја не зборувам на памет, тоа се емпириски информации, податоци, а тоа се и новинарски текстови, тоа е дури и информации на официјална држава. Ситуација која е констатирана во Обединетите нации. Ја тоа не го измислив. И ја не го натерав да оди во Израел. Џабир, дали вреди да се шири омраза само поради едно истражување, како што го направил ова Богоевски? Јас мислам дека не вреди. Јас мислам дека бев повеќе од јасен со неколку споредби кои ги дадов. Уште еднаш ќе ги споменам накратко. Вие не можете да ја избегнете одговорноста доколку запалите нечија куќа, а потоа во истрагата да дадете изјава дека сте правеле социјален експеримент. Апсолутно. За да видите И тоа треба да биде дали докажано, реагираат на опалењето на куќата. Вториот, уште подрастичен пример кој го дадов е дека ако некој влезе во некој училиште, убие 30 деца и потоа полицијата кога ќе го уапси, тој ќе рече: "Ве молам, пуштете ме на слобода, бидејќи јас вршев социјален експеримент за да покажам дека е лошо да се убиваат
деца во масовен напад на училиште. Или некој кој ќе повика на света војна, ако реагирате на тоа, дека е джихадизација или саудизација на македонското општество, да бидете обвинен за исламофоб. Исто така тоа е многу неприфатливо. Нели? Ако некој има проблем, нели легитимно е исламофобството и исламофилијата се. Значи тоа се персонални ставови. Значи вашиот став навравен е исто мојот. Не разбирате, значи и исламофобијата и исламофилијата се и двете легитимни. Дали ме разбирате? Дали имате уште прашање, колешке? Ако немате, јас тука би сакал... се извинувам. Океј. Во ред. Да, океј. Многу ви благодарам на сите, посебно на моите денешни гости, нели, домаќини гости. Практично сите сме и домаќини овде, заради тоа што имавме на почетокот презентација, а потоа и моите драги и почитувани колеги Дехран и Зоран. Ви благодарам, колешки и колеги од медиумите што дојдовте, посебно за добрите прашања и се разбира особена благодарност на моите колешки и колеги од Цивил медија, кои денеска простете, ама окапаа во оваа серија од настани и многу големи сериозни активности кои ги презедоа во текот на целиот ден. Посебна благодарност и на камерманот Атанас кој го употреби преска во еден пример. И тоа се надевам дека не се слушна во преносот. Во име на нашиот гостин исто така им благодарам и на неговите колеги кои беа тука да помогнат во реализација на овој наш настан. Уште еднаш, ова беше дискусијата, дебатата, според мене многу значајна на тема говорот на омразата во политиката со овие уважени гости. Жал ми е што немаме родов баланс, меѓутоа ги уверувам гледачите дека сепак ние сме во благо малцинство во оваа просторија каде што се наоѓаме и од каде што го емитуваме овој прилог. Со ова ќе завршиме денеска и се разбира имаме и утре настан, така? Да, би сакал да најавам уште еден настан, веќе утре во 13 часот Цивил ќе зборува на исто место, од истава просторија, ќе зборува за нови теми. Ако ве интересира за што се работи, одете на civilmedia.mk или ако читате на албански јазик, одете на civillab.mk или drake.mk. Ви благодарам уште еднаш и благодарам и вам. Се гледаме утре. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.